Тука денеска сме на градското пазариште во Штип, последен пазарен ден за 2024 година. Разговараме со господинот Ристо Трајков од Воландово. Господине Трајков, гледаме обилна тезга. Предпоставувам дека сето ова е ваше домашно производство. Домашно, ма не е се домашно. Ова е века собрано од, мислам сега за празникот. Да, гледаме кикиритки, суви сливи, свежи кикиритки, па потем суво грозие. Што најповеќе бараат денеска, затоа што доаѓаат новогодишни бојжикни празници? Денеска се взимаат повеќе за божикните празници. Тоа е се за божикните празници. Што вие од ова тука го подготвувате? Дали сувото грозие, сувите сливи или? Не, тоа е се купено. Тоа е купено, само размерено е тоа. Да, вашето што е? Нашето се јапонски јаболки, кикиритките, гравот, тоа е. И сок од калинка. Сок од калинка. Сега малку да поразговараме за кикиритките. Дали е тешко да се одгледуваат? Тешко е, треба два пат да се копат. Оти она плодот е корено доле. Оно над коренот цвета, тоа треба да се покрие, па тоа тука е плодот. Кој период од годината тоа се прави? Они се садат по мај месец, а се вадат по октомври. Октомври. Да. Што се може од нив да им дадете совет на купувачите кои што се Што со нив? Тоа само живи, па потем... Тоа треба, викаш кога се саде, се копа, се наводнува, па после се вади. Добра, за употреба, дали им давате совети на купувачите, да речеме дали печени, дали не печени или дали во комбинација? Секој си има свој укус, некој сака со лушпа, некој сака гола, излупена. А вие дали им давате некој совет, да речеме? Ние не може да дадеме ништо, секој си има своje мислење, не може да го убедиш никој. Так, а за јапонската јаболка кој што... Јапонската јаболка е веќе крајна, веќе сезоната завршува за неја. Овие се последни. Да. Од јапонската јаболка, дали исто така им нешто кажувате, советувате корисна за ова зона или слично? Абе, она корисна, она е, викаш, има повеќе танин. Јаболката е корисна за шекер, за притисок, за регулирување. Тие работи. Како би го оценили овој последен пазарен ден денеска? Има ли интерес? Има интерес, али слабо, нема пензија земјо народот, па повеќе на пазарот се пензионери. Така е, Да, добро. А како ја оценувате оваа година тука кога сте на Штипскиот пазар? Како за вас беше? Дали беше успешна година? Средно. Не е кој знае што, ама средно. Види, пазарот секој пат не може да биде исти. Некој пат има поголем промет, некој помал. Зависи и моќта на граѓаните и... Кога според вас е повеќе прометот? Дали периодично да речеме? Да, кога взимаат пензија првата и втората недела, после тие две се слаби. Потом малку стигнува. Потрошат се граѓаните, толку е моќта. Да, и на крајот само цените како се движат? Цените се како ланската година. Пристапни, да се, не се лошо. Пристапни. Дали има ценкање? Не, сега некој се ценка нормално. Пазар е да се ценкиш. Да. И кој некој пат победник? ќе му попуштиш ако толку запнал на некој мора да дадеш и поето. Да.